хуманост. И зарем може со збор да се каже се за големината на овој човек? Најдобро за тоа зборуваат делата и целокупното негово творештво, кои ќе останат за секогаш врежани во историјата на една хумана наука. И токму таа, хуманата страна, ги полни со радосна мисла срцата на многу родители за нивните хендикепирани деца има надеж. Многуте признанија, награди и благодарници ја овенчуваат плодната работа на доктор Лупчо Ајдински, научник и редовен професор на Институтот за дефектологија, кој од неодамна, како селектиран поединец од светот за најголеми хуманистички и професионални достигнувања за последните 100 години, од Американскиот биографски институт го доби највисокото одликување – 2000 милениумскиот златен медал на честа. Професор Ајдински, што значи за вас овој медал на честа и како дојде до номинацијата? Видите, тоа значи едно големо признание за сето оно што во мојот работен век сум го направил наназад 50 години. Така баш и гласи признанието, додела на 2000 милениумскиот златен медал на честа, кој се доделува за последните постигнувања, за постигнувањата во последните 100 години. Јас се баш насмеев, моите са 50 години во таа работа и тој медал се доделува на научници, стручњаци, лидери од цел свет и како што стои во образложението, меѓу ретките луѓе, мажи и жени, селектиран, избран и се разбира тоа и за мене, и за нашата област, па и за нашата држава, значи многу. Така. Од таму исто така донесовте, така да речам, односно се најдовте во книгата, која што представува една, да кажеме, збирка, една монографија всушност на сите оние лица кои што навистина дале огромен придонес за човештвото, за цивилизацијата воопшто од различни домени, области и проблеми. Тоа е интернационален именик, така и се вика. Секоја година се публикува тај именик, една книга, која што е за 98-та година и во неа има објавено 1000 биографии на 1000 научници, стручници, лидери, што дали свој придонес во својата област и што на некој начин се запишали во историјата. Ето, во октомври се навршуваат тие 50 години од формирањето на првата установа за деца со пречки во развој, точно за глуви и наглуви деца. И за овие 50 години веќе се отворени 15 институции, рехабилитационни установи, училишта и за тие 50 години с тие установи помина илјадници деца, се оспособија, се вработија, се социализираа. Покрај овие установи имаме негде околу 80 специјални паралелки при редовните основни училишта и некаде околу 30 заштитни работилници со огромен број на оспособување и вработување. Се разбира, во овие години ние посветивме доста внимание и на научно-истражувачката работа во областа, проучувајќи ја проблематиката, причините, начините, методите за работа, за успособување. Потоа доста посветивме внимание на кадарот што работи со овие деца, со нивното усовршување и успособување. Така да без тај кадар не може. Работат многу профили, целата целокупната работа е основната врз дефектолозите. До пред 6 години тие кадри се оспособуваат во другите универзитетски центри, Белград, Ljubljana, Загреб, Софија, но од пред 6 години на иницијатива на владата и на ректоратот на универзитетот, Филозофскиот факултет превзеде една иницијатива и ги формира тие студии за дефектологија. Денеска успешно работи и Институтот за дефектологија, така да на тој начин покријаме го и тој проблем. Така, вашето искуство датира уште од пред многу години, да речеме, и на Белградскиот универзитет. Какви искуства понесовте од таму и можеби награди, признанија? Па, знаете што, тоа огромно искуство мене ми користи и денеска тука за работа. Јас там бев 17 години професор на Белградскиот универзитет, токму на дефектолошкиот факултет, водив и настава држев од главните предмети. Јас сум иначе методичар и го водив Институтот за подготвување кадри за ментално ретардирани деца. И моите први учебници се таму напишани и објавени. Иначе
И за таа работа таму, али континуитетот тука на работа не го прекина во Македонија и за тоа време добив доста дипломни награди од сојузите, републички сојузи, меѓутоа најдраги награди, може ги сметаме многу високи, се првата тогашна југословенска награда доктор Златан Сремец во областа на образованието и истражувачката работа за ментално ретардирани деца, ја добив ја и ми ја доделија во Љубљана. А потоа, уште по-драга награда ми е националната македонска награда, признание за достигнувањата во областа на хуманистичките науки, а пред се во образованието, наградата Свети Климент Охридски. Кога зборуваме сепак за еден хуманист, односно за една професија која што навистина треба да има многу хуманост во себе, штом работи со лица кои што имаат разни оштетувања во развојот, тука може би се поставува прашањето дали е навистина тоа тешко, колку тешкотија ви представуваше и колку многу љубов може би требаше да вложите и себе одрекување во оваа професија. Па видите, опште работата со децата со прешки во развој е тешка. И ние кадрите што ги спреаме, уште првите часови со моите студенти разговарам за ова. Што ве определи да работите со овие деца и дали знаете кои се тоа и што ве чека. Така да во текот на студентите ние ги подготвуваме за една таква тешка работа. Од тука и ретко наши дефектолози доживуваат полн вака што се вика век, но се разбира денеска техниката